СДСМ никако да се откаже Катица Јанева да шефува со СЈО. Владачката партија не сака да прифати друг човек да го води специјалното обвинителство, што во моментов представува најголема пречка во преговорите меѓу власта и опозицијата околу новиот закон за јавно обвинителство, од кој зависи и статусот на обвинителството на Јанева, вели за Алфа Антонио Милошовски, кој е дел од преговарачкиот тим на ВМРО ДПМН за подготовка на овој закон. Тој потенцира и дека кај нив постои желба за квалитетно законско решение во согласност со стандардите на Судот за човекови права во Страсбур, но дека првиот човек на СЈО треба да сноси одговорност за незаконското работење. Се надеваме дека власта нема да инсистира да и гарантира одредена позиција на јавната обвинителка Катица Јанева, која што треба да сноси одговорност за пречекорувањата на законот како неовластен тужител. Доколку власта е спремна да отстапи од владеачката врска со обвинителката Катица Јанева, мислам дека тоа ќе биде еден добар сигнал и може да помогне во преговорите. Кај власта пак како да не постои расположение за преговори со опозицијата, министерката за правда Рената Десковска вели дека преговори немало, од и опозицијата требало да попушти. Нашата обврска од аспект на подготовка на квалитетен закон е завршена. Јас очекувам поддршка од сите, значи не само од тие што се во власта, туку и тие што се во опозиција, бидејќи ова е закон што може да се донесе само со двотретинско мнозинство. Официјални средби не закажуваме, се прават неформални контакти, значи доколку има било какво поместување од нивна страна, веднаш можеме да закажеме средба, но само средби за да ја забавуваме јавноста и ние да се гледаме, мислам дека се непродуктивни. Неоткажувањето на власт од Катица Јанева во прашање доведува и днината на евроинтеграциите на Македонија. Решавањето на статусот на СЈО е неопходен за добивање на датум за старт на преговори за членство во ЕУ, што беше потврдено и од францускиот амбасадор во земјава Кристијан Тимоние. Месеците кои престојат треба да се искористат на најдобар начин за да може реформската агенда целосно да се спроведе, особено тука мислам на законот за специјално јавно обвинителство. Инаку пред нешто повеќе од еден месец, обвинителката Катица Јанева кажа дека никој не може да ја смени и дека има намера во септември да конкурира за нов мандат. СЈО имаше рок за поднесување обвиненија до 1 јули 2017 година, а за опозицијата е спорно што Јанева и колегите постапки отвара и по овој предвиден законски период.